Самохрана мајка со 3 деца заболена од COVID-19, која загуби работата на сред криза, беше принудена да побара помош на социјалните мрежи, бидејќи не беше во можност да си купи лекови и храна и да си ја плати киријата од станот. Се мобилизираа граѓаните, затропаа на нејзината врата, однесоа храна и витамини, се собраа финансиски средства, се со помош на Една може, Здружение за унапредување на правата на еднородителските семејства, каде велат кризата ги погоди најранливите самохраните мајки. Жената беше под кирија, имаше 3 деца кои се во теков на образование и кои едноставно тоа се процеси кои не разбираат болест, ковид или немање средства. За среќа жената се опорави, се врати на работа, но тие клучни некои 2-3 месеци моравме ние да бидеме тука за неа, заради тоа што очигледно државата за нашите граѓанки дечиња не е. Но оваа жена не е единствена. Жените кои сами се грижат за своите деца останаа без помош во најтешкиот период на пандемијата. Податоците кои ние ги собравме како граѓанска организација, најголем проблем беше неможноста или немањето на втора опција за згрижување на децата во дневни центри, па така голем број на самохрани мајки се соочија со губење на своите работни позиции, а со тоа и престанок на било каков финансиски прилив во тие семејства, заради тоа што во еднородителските семејства само еден е приливот на средства или зависи само од едниот возрастен член, родител или самохрана мајка. Државата не направи ништо да ги анулира овие штети, за жал. Понатака беше сериозен проблем психофизичкото здравје на самохраните родители во ситуации каде што имавме самохран родител заболен од ковид. Немаше кој да притрча околу децата, ниту имаше кој да достави лекарска, медицинска помош, хигиенски средства и храна. Бројот на жените кои имале потреба од помош од државата е за 100% зголемен од периодот пред кризата, велат во Здруженијето ЕСЕ. Истражувањето на ЕСЕ покажало дека многу жени останале без работа или со намалена заработувачка и без можност да остварат лекарски преглед. За само 5 месеци по пандемијата, 8 од анкетираните жени потврдиле дека нивните семејства останале без никаков приход. Храна не можеле да си купат 72 семејства од вкупно 1025 испитани жени веднаш по почетокот на пандемијата, а 41 семејство гладувало само како резултат на пандемијата. Најголемиот дел од жените кои што останале без работа, односно го изгубиле статус својот работен однос, доаѓаат од компании кои што се акционерски друштва во државна собственост, тоа е Лотарија на Македонија. Понатаму се жени кои што работеле во текстилната индустрија и жени кои што работат во угостителска и туристичка дејност. Исто така голем товар на пандемијата беше предизвикан врз жените кои што се самостојни носители на дејност, односно самостојно ја вршат, самостојно даваат услуги или произведуваат одредени добра. Голем број на жени од овој примерок изгубија работа. Голем број на домаќинства во кои што живеат жените останаа со еден или пак воопшто ниту еден член кој што е вработен. Голем број на семејства во кои што живеат жените трпеа, односно гладува како резултат на пандемијата, немаа доволно средства, па дури како резултат на обезбедената државна помош се соочија со проблем да обезбедат храна за сите членови во домаќинството. 1/3 од анкетираните жени имале потреба од здравствена услуга која не е поврзана со ковид, но не ја добиле заради изменетите услови на работа во болниците. 1/4 не добиле лабораториски услуги, 10 хируршка интервенција. За време на пандемијата, жените се соочиле со психолошко, физичко и економско насилство. Од вкупно 12 од анкетираните, 17% не добиле потребна помош, а 70%
студенти, иако го разрешиле проблемот, сметаа дека државата не превзема соодветни мерки, зашто треба поголема грижа, едукација и охрабрување за пријавување на насилството, финансиска помош и вработување. Кај жените ромки, како ранлива категорија, пандемијата 5 пати повеќе влијаела врз намалување на нивниот приход. 20% од нив останале без работа, а заработувале преку одржување на хигиена, трговија на мало, собирање на отпад. Нема сегмент кој што не е погоден од пандемијата, освен фармацевската и болничката приватна дејност. Изостана вистинска финансиска поддршка на тие што им е најпотребно. Пачкова вели дека државата нема ефективни мерки и конкретни решенија за да им помогне на самохраните семејства, а четвртиот сет на мерки со еднократна парична помош не биле доволни и помошта не стигнала секаде каде што треба. Од една може поднеле жалба до владата, но одговор досега не добиле. Над 50% од самохраните мајки во оваа година одговориле дека не можат да си дозволат да го исплатат својот дом, не можат да си ја платат својата кирија или не можат кредитот кој го имаат земено за своето домување да го исплатат. Оваа година се јавија многу и сериозни проблеми во однос на исплаќање на домување. Исто така сериозен индикатор е дека над 30% или 1/3 од сите испитанички, а 500 на број, се одговориле дека не можат да се соочат со неочекуван трошок, не можат да се соочат со неочекуван финансиски трошок, како на пример заболување од ковид. Иако пандемијата стивнува, таа не е завршена, а кризата на пазарот на трудот, социјалната и економската криза ќе се чувствуваат уште долго време. Влијанието на ковид и како би ќе остави длабок печат врз животите не само на жените, туку и воопшто на целата популација. Меѓутоа особено жените ќе претрпат значителни ќе се соочат со значителни ризици во натамошниот период, особено заради тоа што имаат се доста економски ослабени, се соочуваат со значајни економски проблеми, живеат во домаќинства и трпат насилство од страна на нивните сопрузи, што дополнително ќе го отежни на тамошното функционирање. Целокупната грижа врз домаќинството како резултат на пандемијата падна примерно врз жените, особено заради тоа што се затворија одредени објекти, одредени работни места бараат жените да работат дома, а со тоа и го намалија периодот за работење, го ја намалија заработувачката и ја зголемија грижата за децата и домаќинството, што ги оневозможи професионално всушност да се развиваат и економски. И многу важно е тоа што недобиената здравствена услуга, особено во делот на примарната здравствена заштита и превентивните прегледи кои што треба жената редовно да ги спроведува, и ненавремено откриените, како да кажам, заболувања и можно се значителен ризик врз здравјето на жената, особено кои што можат после овој период од една година значително да се зголемат и да предизвикаат дополнителни здравствени проблеми, дополнителен товар врз здравствениот систем, а и секако може да резултираат со смрт. Кризата ја зголеми нееднаквоста и дискриминацијата, особено меѓу ранливите групи, го продлабочи јазот меѓу мажите и жените, различните етнички малцинства и тие со различен социјален статус, велат од ЕСЕ. Пандемијата ги премина границите на здравствена криза и придонесе земјите се повеќе да се борат со кризата на пазарот на трудот, социјалната и економската криза, што представува сериозна закана за вработување и екзистенција на жените. Пандемијата исфрли на површина многу проблеми и ги погоди токму најслабите и најризичните. Иако се уште не е завршена, јасно е дека пост-ковид пандемијата ќе остави големи последици на глобално ниво, а земјите во развој како нашата се најпогодени.
Господјо Калевска, во последното истражување на Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, или накратко ЕСЕ, има поразителни податоци, статистики, околу состојбата на жените во време на корона кризата, во време на пандемија, заради тоа што и тогаш е правено истражувањето. Се работи за губење на работни места, ви цитирам, пад на месечни приходи, зависност од државна помош, отежнат пристап до здравствени услуги и така натаму. Имате ли објаснување за оваа лоша состојба на жените во Македонија? Вие сте председателка на форумот на жените на СДСМ, господјо Калевска, и вие сте дел од владеачката партија. Практично, вие ги кроите политиките и на ваше конто се овие податоци. Добро, секако, нели, сите успеси, а уште повеќе неуспесите, секогаш се на конто на владеачката гарнитура, и тоа е нормално и така треба да биде. Но да, точно е, значи постојат повеќе, ова е последното, постојат повеќе истражувања кои што ги правели невладините, но организации во нашата земја, и регионални и меѓународни. И сите тие всушност говорат за феноменот на продлабочување на нееднаквоста помеѓу мажите и жените во време на пандемијата. Значи, совршено јасно дека ниту пред пандемијата ние не можеме да кажеме дека имавме состојба на родова еднаквост. Вие сте председателка на форумот на жените. Да. Посетувате ли тие жени за кои сега говориме? Значи, што се однесува на насилство кое е зголемено во време на пандемијата? Овие жени за кои говориме што имаат минимални плати во текстилната индустрија. Значи, најфрагилните, најкревките категории. Така е. Имате ли со нив апсолутно. Прво, ние како политичка партија, како Социјалдемократски сојуз, кој што статутарно има своја посебен организационен облик е форумот на жени, со своја програма и со свој правилник за начин на действување, веќе 21 година, односно во септември 22 години, ние сме постојано, бидејќи, знаете, во форумот на жени членуваат сите социјалдемократки. Значи, со самото зачленување во партијата стануваш членка на форум на жени. Не само да ви го објаснам принцип. Бидејќи е тоа така, значи ние имаме постојано контакт. Последниот контакт кога сте го имале? Мислите на терен? На терен не сме го имале контактот од почетокот на пандемијата. Затоа што, знаете, какви се состојбите и какви беа во делот на контакти непосредни на терен. Но контакти, апсолутно, тоа сам, значи, телефонските контакти, значи, средбите во мали групи, значи, каде што сме можеле на отворено да продискутираме за проблеми, ние сме ги правеле и сме правеле. Сте дискутирале? Сте биле во Штип, каде што е текстилната индустрија? Значи, форумот на жени на Штипската организација на СДСМ, преку нив, значи сознанијата што ги имаме, на што најмногу се жалат? Најмногу, значи првенствено првично беше најмногу се жалеа на непочитување на целосно непочитување на препораките и мерките во делот на здравствената заштита. Потоа, значи имаме сознание дека во дел, значи не се имаме постојано се жалеа. Се жалеа мобинг, насилство кое што не секогаш е физичко, туку психичкото насилство исто сериозно. Значи ние даваме секогаш го известуваме државниот инспекторат, кога станува збор за кршење на работнички права. Со Министерството за труд и социјална политика сме во постојано во контакт и со министерката. Ние ако мислите како конкретно решение,
значи за мене конкретно решение, ако донесеме вистинска регулатива и ако се потрудиме имплементацијата на таа регулатива да биде во вистинска смисла. Нема регулатива вистинска? Не, ние сега во февруари донесовме закон за спречување на дискриминација, значи и комисијата оформивме и новиот и закон за спречување на насилство, семеното насилство врз жените и девојчињата, со кој што фактички правиме имплементација целосна на Истанбулската конвенција. И сега, проширени се центрите, каде што може да се обратат. Имаме шелтер центри, имаме постојани телефонски линии и постојани екипи кои што излегуваат на терен веднаш кога ќе биде пријавен едно било каков тип на насилство. Колку насилства се пријавуваат? Знаете, насилството, воопшто насилството, кога зборам и семејното насилство, особено е зголемено во времето на пандемијата. Колку вас ви пријавуваат? Знаете, кај нас јас можам да кажам дека не е таа бројка таква фрапантна. Зошто? Затоа што да мислам дека... Да ми кажете некоја бројка? Па еве, јас ќе ви кажам дека во последната година до нас како форум на жени пристигнале за 6 случаеви, од кои што значи 4 се поврзани со строго семено насилство, а 2 се поврзани надвор од семејството. Одите во шелтерите? Јас не сум била во шелтер центарот. Ние комуницираме преку институциите, преку Центарот за социјални грижи. Ви сакале да отидете некогаш? Да, зошто да не? Значи, до сега не сум била, тоа сакам да ви го кажам, но дали сакате? Отворени сме и секогаш, значи, сме отворени и да отидам и да посетам. Да, јас на времето сум го посетила првиот шелтер центар, но одговорот беше сега во овој момент не сум ги посетила, да. Кога би отишле ве утре да им се јавите да ги посетите, да видите каква е состојбата? Значи, ние имаме во нашата програма за работа и во нашата стратегија, значи едно од приоритетните задачи на форумот на жени е спречувањето и заштита од насилство. Спречување на насилство и заштита од насилство врз жените и девојчињата. И кога зборам за насилството, тука не е само семејното насилство, тука и насилството кој што се случува и во политички партии, и во на работни места, бидејќи никој не е имун и сите ние се соочуваме со насилство од одреден вид кој што е забрането и по меѓународни конвенции, а сега и веќе согласно нашиот закон кој што ги проширува аспектите на што све представува дефиницијата, што све представува насилство. Не сум била 2 години во посета на шелтер центри, но оние информации што ги имам сега се дека бидејќи јас морам да признам не бев премногу задоволна од начинот на функционирањето и тоа беше една од причините зошто ние инсистиравме на ратификација на Истанбулската конвенција, бидејќи самата ратификација на Истанбулската конвенција наметнува обврски на државата, на институциите многу посериозни, значи каде што веќе... Заради тоа не бевте 2 години? Не заради тоа, значи кажам дека не сум била 2 години, првенствено помина период од како беше пандемијата, многу работи се измести и начинот и на функционирање се измести, но комуницирам. Но ќе одите, ветувате дека ќе одите. Да, како не, па јас и претходно сум била. Значи, така да сега и веќе сме договорени со министерката Шахбазка да направиме целосни, ги има посетувано, да правиме посета. Политичка поддршка на тие жени најмногу им е потребна, зашто во вас е моќта. Тие ја имаат, и знаат, јас сум многу среќна што имаме. 2 години се отфрлени, се чувствуваат... Не, значи, ако не сте биле. Значи, не може да кажеме дека се чувствуваат отфрлени, ако јас лично, како председателка на форум на жени, не сум била во посета
работата на шелтер центарот, тоа не значи дека не се превземаат работи за да тие жени добијат вистинска помош и понатаму да бидат... Но како председателка да надгледувате дали на вистина има пружена помош, да разговарате со нив. Но јас комуницирам со сите жени кои што се обратиле до форумот на жени, дека имале одреден проблем. Ама ако не се обратиле, ваше вие нив да им се обратите. Значи, но сите тие што се обратиле, ние го следиме целосно. Значи, и следиме целосно што и како е одговорот на институциите кои што по закон се задолжени да реагираат. Бидејќи тука имаме Министерство за труд и социјална политика, Центрите за социјална грижа, Министерство за внатрешни работи, така и во зависност од видот на проблем. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Состојбата со корона кризата всушност ја влоши самата состојба на жените. Состојбата во која се наоѓаат жените се влоши со корона кризата. Каква е ситуацијата во Европската Унија со тоа што со оглед на фактот што во Македонија е прилично се загрижувачки тие податоци околу состојбата на жените? Според Социјалната асоциација Еднаквост на работно место, жените биле и се во првите редови на кризата, но и покрај тоа нивното место на пазарот на работна сила е загрозено. Така, од 49 милиони лица во ЕУ кои што работат во здравствениот сектор, 76% се жени. Во продажбата 82% се жени кои работат на каса, касиерки, а во секторот на домашна помош 95% се жени. И како што знаеме, и тоа е така и кај нас во Македонија, често овие жени не се пријавени, немаат право на социјална заштита, здравствена заштита или пензија. Тоа е ситуацијата е слична и во Европската Унија. И сите овие жени продолжија да работат и покрај затворањето во пандемијата и беа помеѓу најизложените на вирусот. Иако не се преземе одлучна акција во ситуацијата за подобрување на ситуацијата на жените, оваа асоциација предвидува дека состојбата ќе заличи на таа од пред 50 години, од 50-тите години на 20-тиот век во Европа. И тука има и еден, да речеме, шокантен податок. Во Италија, например, од вкупно 400.000 загубени работни места во текот на пандемијата, 300.000 се загубени кај жените. И оваа асоциација ги повика и другите влади на Европската Унија да излезат со ваква статистика, бидејќи е навистина тешко да се најдат статистики и за здравствената состојба на жените во текот на пандемијата. И најголемата европска поддршка, например, за облажување на последиците од кризата оди на дигиталниот сектор, на градежништвото и енергијата, и тоа се главно сектори во кои работат мажи. Разликата во платите помеѓу мажите и жените во Европска Унија изнесува 15% генерално. Меѓутоа постојат разлики во Европската Унија, па така најмала разлика има во Романија, само 3%, и најголема во Естонија и Германија 23 и 22%. Според Европскиот парламент, кој исто така се залага за родова еднаквост, пандемијата ќе однесе 47 милиони жени под прагот на сиромаштијата во Европската Унија, и сакам да споделам и други, значи навистина шокантни податоци. Не е повеќе тајна, например, дека насилството против жените во нивниот дом во текот на пандемијата се зголеми. Бројките кажуваат дека во Европска Унија во нормално време секоја седмица 50 жени го губат животот поради домашно насилство, а поради локдауните многу жени не можеле да побараат помош и таа бројка е сега зголемена.
Нема точни податоци за Европската Унија, најдов податоци за Австрија, каде што во првите 5 месеци од оваа година 11 жени биле убиени од нивните партнери, лани ги имало 31, а во 2014 19. Значи, накусо состојбата дефинитивно се влошува. На крајот сакам да го пренесам заклучокот на Европскиот институт за родова еднаквост, значи тоа е агенција на Европската Унија. Според нив подобрувањето на родовата еднаквост во Европската Унија ќе го зголеми бруто националниот производ помеѓу 6 и 9,5% во земјите членки и ќе донесе 2 до 3 трилиони евра до 2030 година. Или бруто националниот приход ќе се зголеми за 2%. Кога ќе видите вакви бројки, се прашувате зошто владите на земјите членки или било каде во светот не работат многу повеќе на родовата еднаквост. Јас ви благодарам, Јовановска, за овој исцрпен одговор. Ви благодарам и на вас.